Прилеп ќе биде првата општина во Македонија каде ќе се спроведе пилот проектот на Екомонитор и ќе бидат поставени 6 станици за мерење на квалитетот на воздухот. Станиците ќе бидат поставени бесплатно во рок од 6 месеци, пошто од општината најавија дека доколку се покажат добри мерењата на воздухот, ќе се изнајделе пари за да се купат овие станици. Но за сега од Екомонитор немаат утврдена цена по која што ќе ги продаваат станиците. Во текот на овие 6 месеци сите тие 6 мерни станици ќе бидат дислоцирани на различни места од градот, да се добие адекватна, правилна и реална слика за загаденоста на амбиенталниот воздух во нашиот град. Ако сме задоволни од овие мерни станици, ако тие мерни станици, како што кажуваат производителите, си ја завршат својата работа и се добри, и она што го слушав, вистински ми дадоа впечаток дека се со европски стандарди, тоа ќе биде успешна приказна. Ако е така, во наредниот период ние ќе најдеме начин да купиме такви мерни станици во нашата општина. Во исто време во Прилеп ќе функционира и станицата која што беше поставена лани, при што ќе можат да се споредат параметрите на овие поставени мерни станици. Не сакаме да оставиме под тепих, не сакаме да ги ставиме тие во април па до октомври нема загадување и да бидеме као добра општина. Не, сакаме баш во тешкиот период кога е воздухот најзагаден, тогаш да ги користиме овие мерни станици, да видиме колку е вистински загаден нашиот воздух во општина Прилеп, за да можеме да преземеме адекватни активности. Од Екомонитор истакнаа дека практично изолирана била можноста да се штелува станицата, а сите податоци кои што ќе ги дава во својата изворна форма ќе можеле да се најдат на нивната интернет страница. Сите сензори кои што се користат се со индустријски квалитет, се набавуваат од Европската унија и поседуваат CE сертификат. Тоа значи дека нивните параметри се валидирани и акредитирани во Европската унија и задоволуваат сите стандарди, сите податоци во својата изворна форма, не само оние кои што се статистички преработени, кои што се прикажуваат на Мој воздух и на нашата веб страна, односно на веб апликација, сите ќе бидат во својата изворна форма дадени за бесплатно преземање на било кој што сака да ги прегледа статистички, да ги обработи, да ги види кои резултати се точно дадени од самото мерење до последниот момент во живо. Така што можноста да се пробие да се штелува на било каков начин е практично исклучена, уствари и самиот софтвер е така напишан тоа да не го дозволи. Овој проект инаку беше поддржан од Фондот за иновации со околу 250.000 евра. Инаку дека посебно внимание им посветуваме на овие проекти кои се занимаваат со заштита на животната средина, говори фактот што за многу брзо месец до 2 ќе објавиме уште еден повик од 2 предизвик под број 2, каде што ќе финансираме повторно проекти кои ќе работат на детектирање на загадувањето на амбиенталниот воздух во урбани средини, но и конкретни решенија. Инаку овој проект Екомонитор е на Ванчо Ордановски, брат на познатиот македонски новинар Сашо Ордановски. Предходно, индиска компанија го обвини Екомонитор дека овој производ го украл од Кениф, но и тогаш и денес од Екомонитор ги отфрлат овие обвинувања, вела дека станува збор за чисто македонски производ кој се произведувал тука, а производот веќе бил патентиран во Бирото за индустријска сопственост. Исто така